Кратки најави за денес. Кратки најави за денес. Има доволно крв, но се чувствува потреба од крвни деривати во Охридска трансфузиологија. Охридскиот завод и музеј доби повеќе пари за реализација на проекти. Нови авиочартер линии за зголемување на туризмот во 2022 најавуваат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во Охрид се одржа основачко собрание на конвивиумот на Slow Food. Можна средба Бајден-Путин оваа недела за кризата во Украина. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Гледајте не. Денес во Охрид во првата половина од денот времето претежно сончево со локална облачност и топло со измерени максимални 15 степени Целзиусови. Во текот на денот ќе дојде до зголемување на облачноста, а вечерта на крајниот запад и северозапад нестабилно време со врнежи од дожд. Во вторник на северозападна и североисточна Европа на Балканскиот полуостров времето нестабилно со врнежи од дожд и снег проследени со ветер и ниски температури. Снег се очекува над Алпите. Во останатите делови од стариот континент стабилно со зголемена облачност. Утре на Балканскиот полуостров времето умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и снег проследени со ветар и пад на температурите. Во текот на денот на северна Балканот стабилно. Максималните дневни температури на полуостровот во интервал од 6 до 15 степени Целзиусови. Во Македонија во вторник облачно време со врнежи од дожд проследени со ветер и ниски температури над 1200 метри врнежи од снег кои во вечерните часови во текот на ноќта кон среда ќе се спуштат и над 800 метри. Минималните температури од -3 до 7, додека максималните дневни во Македонија од 4 до 13 степени. Во Охрид во вторник облачно време со врнежи од дожд проследени со ветер, вечерта и во текот на ноќта кон среда слаби врнежи од дожд и снег со засилен североисточен ветер. Минималната 3, дневната 7. Во Охрид во среда умерено облачно време, сончеви периоди и температура до 8 степени, а во четврток и петок студени утра со температура од -1, односно -3. Во текот на денот сончево и топло време за овој период од годината со температури од 7, односно 10 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Пријави проблем. Заедно да откриваме и да решаваме проблеми. Бидејќи ти си твојот град. Се што треба да направите е да ја отворите нашата веб страница www.tvm.mk, да кликнете на прозорецот Ти си твојот град во делот Пријави проблем, одговори го прашалникот. Потоа, одговорите на нашите прашања. Охрабри се, одговори на нашите анкети и прашалници. Нашиот тим ќе ги разгледа вашите пријави. Ќе се обидеме заедно да ги лоцираме, но и да ги решаваме проблемите со кои се соочувате. Пријави, одговори и вклучи се, бидејќи нам ни е важно вашето мислење. Ти си твојот град. Вашите омилени зрнести и јаткасти производи, сушено овоше и здрава храна од брендот Бако во Охрид и Струга.
Пробајте го и чоколадниот асортиман од наше производство, како и турската делиција Локумот. Освен во нашите продавници, дел од палетата на производи од Бако можете да најдете во маркетите. Стокомак, Гега, Кам, Нето, Бабуш, Миса и други маркети. Вкус што не се заборава. Бако во Охрид и Струга. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Се намалува бројот на охридските крводарители во услови на пандемија. Во моментов има доволно количини од крв, но се чувствува потреба од крвни деривати. Од Охридската единица за трансфузиологија го активирале фамилиарното дарување за да не дојде до недостиг од крв. Охридската единица за трансфузиологија има потреба од сите крвни групи. Намален е бројот на крводарителите од почетокот на пандемијата. Во изминативе 2 години има голем број крводарители кои се заболени од ковид или се во изолација, па има помал одзив за дарување крвни единици. Во моментов задоволуваат потребите од крв, но за да не се случи недостиг од крвни деривати, активирано фамилиарното дарување, што не беше пракса пред пандемијата, информира доктор Сонја Србаковска, специјалист по трансфузиологија. За разлика пак од намаленото крводарување има доволни количини дарувана ковалесцентна плазма. Крводарителите кои прележале ковид се јавуваат 1 месец по оздравувањето и по одредување на антителата во крвта може да даруваат плазма. По регистрот на Охридската организација на Црвен крст има од 1500 до 1700 крводарители, бројка која варира во зависност од нивната возраст, вели Сашо Точков, председателот на Општинската организација на Црвен крст. Напоменува дека според нивната програма за крводарување работат континуирано на мотивирање на дарителите во услови на пандемија и на спроведување на постапките за безбедно одвивање на крводарителството. Она што е многу битно и важно за нас, тоа е што работиме на мотивација на младите крводарители, на оние кои што прв пат даруваат крв, тоа се оние првократни дарители и тие ги има, може и подобро, нормално, ги има во одреден број, негде околу 30% на акција ни се први дарувања, така да затоа работаме и на факултетите што се во Охрид и во средните училишта. Прва сега наредна акција ни е на крајот на овој месец во гимназија, во средното училиште Свети Климент Охридски. Во среда на 23 февруари се најавува крводарителна акција во гимназија, а ќе следат и во останатите охридски средни училишта. На годишно ниво во земјава се обезбедуваат од 50 до 55.000 крвни деривати за потребите на здравствените установи. Нови авиочартер линии за зголемување на бројот на туристи во 2022 година најавуваат од Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот. Се работи на авиоповрзување со Измир, Тел Авив, Белград и други дестинации. Впечатоците од представувањето на туристичките потенцијали на земјава на сеимите во регионот се позитивни. Воведување нови чартер летови Измир Охрид и Измир Скопје како редовни линии, најавува директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски по настапот на неодамна одржаниот источно-медитерански меѓународен саем на туризам и патувања во Истанбул. Потврдени се и чартер конекциите со холандските и полските туроператори, а се очекува и соработка со туроператори од Руската Федерација, како и воспоставување на новиот лет
Тел Авив Скопје на крајот од месец мај. Според Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, голем е интересот за македонските туристички потенцијали, а токму поради тоа се очекува зголемување на бројот на туристи во текот на престојната туристичка сезона. Во текот на летото ќе очекуваме поголем број на турски туристи да не посетат, бидејќи да не забораваме во 2019 година турскиот пазар беше прв пазар во Македонија. Во 2021 година први се српските туристи. Течат преговорите за авиолинијата Белград-Охрид и се надевам дека во многу брзо време ќе имаме позитивни сигнали. Всушност 2022 година зачекоруваме во една нова реалност, каде што туристичкиот сектор покрај тоа што се прилагодува, ќе треба да многу брзо и да стартува со нови понуди и нови промотивни кампањи. Всушност ние денеска и се видов и остварив средба и со градоначалникот на градот Охрид, каде што уште повеќе ќе зголемиме соработката, промотивни информативни патувања, заеднички настапи на предстојните меѓународни саеми. Очекувањата според стратешкото планирање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за реализација од 2,2 милиони ноќевања во 2021 година се надминаа. Се реализираа 2,3 милиони. За годинава се очекуваат 2,5 милиони ноќевања. Се надевам дека ќе имаме уште повеќе атракции, уште повеќе адреналински сегменти во нашата понуда и поголем број на туристи, многу повеќе од 2021 година. 50% повеќе имаме зголемување на бројот на ноќевање, што во овој момент е многу поважно од бројот на туристи. Тие туристи кои што ги посетуваат нашите дестинации повеќе остануваат просечно во дестинациите, односно нивниот прилив од туризмот треба да се очекува да биде поголем и се надевам дека тој минус во приливот од туризмот ќе биде уште помал. Се надевам дека 2022 година ќе очекуваме нешто над 2,5 милиони ноќевања, но сличен, можеби ист прилив од туризмот како 2019 година. Од 24 до 27 март ќе се одржи саемот во Белград, каде Охрид заедно со туристичкиот сектор ќе ги представи своите туристички можности. Представувањето и промоцијата на Македонија и Охрид во регионот е мощно значајно. Според статистиката, во 2021 година има поголем број ноќевања на српските туристи во однос на 2019 година. Токму затоа, годинава акцент ќе се става на промотивни активности во регионот и во традиционалните пазари. Деновиве во Охрид се одржа основачко собрание на конвивиумот Slow Food Охрид во Охрид. Slow Food е меѓународна непрофитна организација со членови и поддржувачи на секаде во светот, кои го поврзуваат задоволството и добрата храна со обврската кон нивната заедница и животната средина. Деновиве во Охрид десетина собственици на мали бизниси и произведувачи на органска автентична храна одржа основачко собрание на конвивиумот Slow Food Охрид како организација со основна цел почитување на традицијата, културните вредности и биодиверзитетот. Цели на конвивиумот се промовирање на автентичната и традиционална охридска храна и организирање на локалните производители со нивна промоција преку запишување во регистар со опис на дејноста. Основачкото собрание представува многу значаен момент при формирањето на конвивиумот Slow Food Охрид, преку што се овозможи демократско учество на сите членови при носењето на одлуката за основање на конвивиумот и изборот на раководните органи на здруженијето. Промовирана како алтернатива на брзата храна, Slow Food настојува да ги заштити од исчезнување традиционалната и регионалните кујни, да го поттикне земјоделството со растенија, семиња и добиток карактеристични за локалниот екосистем и производство на храна чија технологија е базирана на знаење на локалното население. Своите цели за одржлива храна и промоција на локалните мали производители се обидува да ги реализира преку агенда насочена против глобализација на земјоделството и гастрономијата. Мрежата на Slow Food Македонија ја сочинуваат националната организација Slow Food Македонија, која координира целата мрежа на организацијата во Република Македонија и мрежа на конвивиуми, локални здруженија на членови на Slow Food кои делуваат на локално и регионално ниво. Основана од Карло Петрини во 1986 година во Италија, во как протест на мала група на луѓе, Slow Food денес представува меѓународно движење со над 100.000 членови од 160 држави во 1500 локални организации наречени конвивиуми. Организацијската структура е децентрализирана, секој конвивиум има лидер одговорен за промоција на филозофијата на Slow Food преку промовирање и поддршка на локалните занаидчи, фармери и готвачи, преку локални и меѓународни настани како работилници, дегустации, саеми и пазари.
Јавното предпријатие Градски пазар Охрид издава под закуп тезги за продажба на украси и цвеќе на плоштадот Крушевска република. По повод празникот 8 март, јавното предпријатие Градски пазар Охрид издава под закуп тезги за продажба на украси и цвеќе на плоштадот Крушевска република кај Стариот Чинар за периодот од 1 март до 9 март 2022. Дополнителни информации може да се добијат во административните простории на јавното предпријатие Градски пазар Охрид на булевар Туристичка број 79. Лицата заинтересирани за изнајмување на тезгите да се пријават во административните простории на јавното предпријатие Градски пазар Охрид. Огласот трае до 28 февруари оваа година. Согласно програмата за заштита на животна средина и природа, секоја година ќе се врши доделување на пластични канти од 120 литри за селекција на отпад на домакинствата на територија на општина Охрид. Оваа година канти за отпад ќе добијат индивидуалните домакинства на следните улици: Григор Перличев, Петар Чауле, Боро Шаин, Христо Узунов, Аргир Маринчев, 11 октомври, Бранко Шотра, Нада Филева и Димче Маленко. Граѓаните кантите ќе може да ги подигнат во просториите на јавното предпријатие Охридски комуналец, работна единица механизација на улица Асном. При подигнувањето на кантите треба да приложат лични документи за идентификација, од кои ќе биде видлива адресата на живење и сметка за собирање, транспортирање и депонирање на комунален отпад од јавното предпријатие Охридски комуналец. Кантите ќе може да се подигнат секој работен ден од понеделник до петок во период од 1 март до 31 март. Од 7 часот до 13 часот. Граѓаните кантите за отпад треба да ги остават на лесно достапни места за возилото за собирање на отпад, согласно предвидената динамика за собирање на отпадот од наведената улица. Целта на оваа активност е да се укаже на проблемите од областа на екологијата и да се влијае на подигање на јавната свест на граѓаните за заштита на животната средина. Во голема мера отпадот се собира во нестандардна амбалажа, а со собирање во пластични канти се подобруваат хигиенско-санитарните услови, заради тоа што нема непријатна миризба и нема разнесување на отпадот и формирање на диви депонии. Денес екипите на јавното предпријатие Охридски комуналец реализираа широко опфатна акција за подигање несоодветно депониран отпад на повеќе локации. Чиста и уредна околина, животна средина во која секојдневно работиме и живееме се заложбите на јавното предпријатие Охридски комуналец, кој ги има зацртано во своите активности. Но тоа сами не можеме да го постигнеме без заедничка соработка со секој граѓанин и правен субјект во борбата за повисока еколошка свест. Денеска се реализира широко опфатна акција за подигање на несоодветно депониран градежен шут, зелен отпад, кабаст отпад и друг вид габаритен отпад на различни локации во градот и околината. Населба Далјан, улицата Гоце Делчев, Ариф Мустафа, 7 ноември, Егејска, Богомилска, Питугули, булеварот Туристичка на Кејот Македонија, Галичица, Асном и на улицата Јордан Мијалков. Годинава со средства од Министерството за култура, Охридскиот завод и музеј ќе започне со реставрација на куќата на Момирови во Охрид, куќата на Кира Калеџиска во Вевчани и објектот на така наречената народна одбрана во Струга. Со годишната програма е предвидена реализација на вкупно 30 проекти, информира директорот Мишко Тутковски. Министерството за култура годинава за реализација на проекти на Националната установа Завод и музеј од Охрид издвои нешто повеќе од 12 милиони денари, или за 4 милиони денари повеќе од 2021 година. Станува збор за средства кои во најголем дел ќе се искористат за реализација на проекти од областа на заштитата на недвижното културно наследство од програмата на Охридскиот Завод и музеј, објаснува директорот Мишо Тутковски. Тука пред се е започнувањето со работите за конзервација и реставрација на куќата на Момирови, која е лоцирана над Античкиот театар и која е во собственост на Националната установа Завод и музеј Охрид, за која куќа добивме 4 милиони денари. Тоа се средства кои ќе бидат искористени за реализација на проектот, меѓутоа ќе се работи во фази, затоа што целосната реконструкција, адаптација, ревитализација на објектот ќе кошта многу повеќе. Така да, оваа година ќе започнеме со основните работи, знаеме сите дека куќата е веќе во фаза на распаѓање.
и мора да се санираат сите тие работи, односно да се отстранат сите оштетени елементи, кровот, делови од уништените носачи на куќата и така натаму. Па ќе видиме колку што ни дозволуваат финансиските средства, толку повеќе ќе работиме. Тука се и исто така два објекти, едниот од Вевчани, другиот од Струга, значи куќата на Кира Калајџиска од Вевчани, проект кој ни е одобрен со 1.500.000 денари, каде што повторно ќе започнеме со фазно работење на конзервација и реставрација на куќата. И објектот на улица Партизанска од Струга, односно така наречената народна одбрана, објектот на народна одбрана е финансиран со 2.5 милиони денари. Со годишната програма е предвидена реализација на вкупно 30 проекти, информира Тутковски. Значителни суми се издвоени за конзервација и реставрација на базиликата кај Свети Размо, каде минатата година имаше значителни активности и работи, посочи директорот. И оваа година веќе логично ќе започнеме со конзервација на архитектурата на самата базилика. Тоа е проект кој е финансиран со 500.000 денари, а исто толкава сума добивме и за извршување на повеќе активности на цитаделата од Самуиловата тврдина. Покрај Самуиловата тврдина, која е нераздвоен дел од туристичката понуда на регионот, ќе продолжат и работите за санација на музеот на вода. Исто така еден од најпосетуваните локалитети во земјава, и тоа и преку дополнителен прилив на финансиски средства кои доаѓаат од посетителите на локалитетите и музеите. Но со тие средства може само да се конфинансираат одредени проекти или истите да се искористат за продобурување на условите за работа, објаснува директорот. Во годишната програма, додава Тутковски, за заштита на недвижното наследство се издвоени 10,5 милиони денари, за музејска дејност 1,3 и за визуелни уметности, архитектура и дизајн 340.000 денари. Суми кои се задоволителни, вели Тутковски. Во светот денеска се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, а во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, денеска во амфитеатарот на институтот се одржа манифестација по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Во светот денеска се одбележува Меѓународниот ден на мајчиниот јазик, кој ЮНЕСКО го прогласи на 30-та сесија на Генералната конференција во 1999 година. Една година подоцна, 21 февруари, е промовиран како ден на лингвистичката и културната разновидност и мултилингвизам. Во светот денес се зборуваат околу 6.000 јазици, а на половина им се заканува исчезнување во многу делови од светот. Околу 200 земји се наоѓаат пред предизвикот да ги сочуваат малите јазици и да се погрижат тие да се употребуваат заедно со светските јазици. Според статистиката, во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на бројот на јазици, особено на американскиот и австралискиот континент. Во организација на Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков во Скопје, денеска во амфитеатарот на институтот се одржа манифестација по повод Меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Чествувањето на Меѓународниот ден на мајчиниот јазик го поврзуваме со јубилеот 150 години од раѓањето на Гоце Делчев и поголемиот дел од програмата на манифестацијата им го посветуваме на учениците од општинските основни училишта на територијата на Скопје што го носат името на овој голем македонски револуционер, велат од институтот. Синоќа половина час после полнок на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на селото Подмолје се случила тешка сообраќајна несреќа со смртни последици, информираат од СВР Охрид. Од секторот информираат дека до несреќата дошло помеѓу патничките моторни возила со охридски регистарски ознаки Ауди, управувано од 24 годишниот МЛ од селото Белчишта, Општина Дебрца, и Volkswagen Polo, управувано од 30 годишниот ХК од Охрид. На местото на несреќата починал возачот ХК, а екипа на итната медицинска помош констатирала смрт, додека лицето МЛ, возач на возилото Ауди, се здобил со тешки телесни повреди, констатирани во болницата Свети Еразмо. Врз телото на починатиот ќе биде извршена обдукција. Увид на местото на незгодата извршија јавен обвинител и полициски екипи. Ново зголемување на цените на нафтените деривати. Од полнок бензините ќе се продаваат по цена повисока за половина динар, а дизелот останува со непроменета цена во следниот 7-дневен период.
Регулаторната комисија за енергетика денеска одлучи цената на Евросупер БС95 и Евросупер БС98, како и екстра лесното масло за домаќинство да се зголеми за половина динар, а цената на дизелот да остане иста. Согласно новата одлука, новата цена на Евросупер БС95 ќе биде 82,5 денари за литар. На Евросупер БС98 ќе биде 84,5 денари по литар, а екстра лесното масло за домаќинство ќе се продава по цена од 73,5 денари за литар. Цената на дизелот останува 74 денари за литар. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Францускиот председател Емануел Макрон сепак успеа да ги убеди Бајден и Путин да се сретнат и разговараат за украинската криза, а условот е дотогаш Русија да не изврши напад врз Украина. Конкретни датуми за средбата нема, но секако нема да се одржи пред четврток, која ќе разговараат американскиот државен секретар Блинкен и рускиот прв дипломат Лавров. Сепак од Кремљ велат дека е прерано за конкретни планови за организација на некаков самит меѓу светските лидери. Иако велат дека остануваат отворени за диалогот, за Вашингтон дипломатијата се уште е жива, а Путин се уште има време да се повлече. Последните сателитски снимки покажуваат дека има ново распоредување на оклопна опрема и руски војници на неколку локации во близина на границата со Украина. Во изминатите 24 часа имало 80 прекршувања на примирието во Украина од страна на руската војска, а за 5 дена се уништени 44 домови, 4 училишта и 5 институции. Повредени се над 10 цивили. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен откри дел од санкциите со кои ќе се соочи Русија доколку ја нападне Украина, коментирајќи дека во таков случај Москва ќе биде отсечена од меѓународните финансиски пазари. Голем пожар избувна утрова во стамбена зграда во градот Есен во западна Германија. 3 лица се префрлени во болница поради труење со чад. Противпожарната служба соопшти дека од зградата се евакуирани 100 луѓе, приближно колку што луѓе и живеат таму, пренесува Associated Press. На местото на настанот се испратени 150 полицајци за да го изгаснат пожарот. Причината за пожарот не е јасна, но се чини дека огнот брзо се проширил откако избувнал во раните утрински часови, поттикнат од најновата бура која ја погоди Северна Европа во последните денови, наведува американската агенција. Австралија повторно ја отвори својата меѓународна граница за прв пат по речиси 2 години, што придонесе до радосни семејни собири и се очекува повторно да го зајакне туризмот. Земјата имаше некои од најстрогите забрани за патување во светот како беше затворена во март 2020 поради пандемијата од COVID-19. Денес во Сиднеј многу семејства повторно се обединија кога стотици почнаа да пристигнуваат со летови. Посетителите со 2 дози од вакцината против COVID-19 не може да бидат ставени во карантин, но невакцинираните патници може да бидат изолирани во хотел 14 дена на сопствен трошок. Строгите рестриктивни мерки во земјата предизвикаа критики за раздвојувањето на семејствата и задушувањето на бизнисите, но тие исто така се заслужни за спречувањето на повеќе смртни случаи пред да станат достапни вакцините. Австралија, само за потсетување, има 4900 смртни случаи од коронавирус. Британската кралица Елизабета II извршува полесни должности во замокот Виндзор во Лондон, иако е позитивна на ковид, објавија кралските власти. Бакингемската палата вчера потврди дека кралицата има благи симптоми на корона, слични на настинка. Полесните обврски вклучуваат, меѓу другото, читање британски весници во добар дел од денот. Ситуацијата во Виндзор е во состојба на готовност, но нема причина за тревога, изјави портпаролката на кралското семејство за BBC Даниела Релт. Таа додаде дека впечатокот е дека оваа недела ќе биде деловна колку што е можно повеќе за кралицата. Заврши првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.